Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин е поранешниот прв амбасадор на Македонија во Грција и сега председател на Советот на амбасадори Љупчо Арсовски. Господин Арсовски, колку во моментов е професионална дипломатијата? Колку државата испреке дипломати по партиски клуч, а колку професионалци од школата на Министерството за надворешни работи? Да почнам со тоа дека премногу амбициозно да се каже школата на Министерството за надворешни работи. Морам да кажам дека сум слушнал дека отпосле ги направија тие работи во Министерството за надворешни работи, него професионално се однесува на поголем број на прашања кои мора да бидат исполнети за да има професионална дипломатија. Од приемот на кадрите до нивното движење во Министерството и трето, до изборот на представниците на Министерството, независно од рангот, од аташе до амбасадор. Знаете, ние 30 години веќе имаме дипломатија, мал периоде во споредба со земји кои имаат по 100, по 200 годишна државотворна традиција, но сепак направени се доста чекори. За жал, вмешувањето на политичката власт, номенклатурата, не е важно која од која провинција била, не е важно тоа, го направиле своето. Стави го овој во Министерството, испрати го таму, испрати го ваму, самиот тек на испитување, на полагање на испити, исто тоа може да се земе со големи резерви. И затоа гледате дека во одредени временски периоди, во одредени земји, работите не оделе добро. Сега поради пандемијата па десеткувани се бројниот состав на амбасадите и имате како фидбек, како нешто што се враќа од таму недоволно. Деновиве изјавивте дека е несериозно што државата не успева да испрати амбасадори во најзначајните политички центри, како например Вашингтон или Софија. Зошто и кои земји во моментов се без амбасадори од Македонија? Ја не бив навлегувал зошто и сето тоа е сепак дел од концепцијата на владата преку министерот за надворешни работи, ова е со релативно мал стаж, од друга, да речем, бранша, иако бил подпредседател на владата за европски прашања, меѓутоа неговиот и вокабулар и сето тоа е поинаков него што би требало да биде за еден човек што се бави со надворешна политика пред се. Но ќе го ставиме тоа на страна. За земјите зборувам. Земјите, во зависност од која земја е, дали е ваш политички поддржувач, една од 5 големи сили во светот, земја со која имаме економска добра соработка, културна соработка, па диаспора и така натаму, сето тоа се елементи кои кажуваат дека навистина е неразбирливо да немаш во една земја повеќе од неколку месеци, а да не зборуваме за година, 2, па и за 3. Во јавноста излегува информација дека Вашингтон не го прифатил предлогот Љубомир Фрчковски да биде амбасадор во САД, на што власта реагираше дека станува збор за шпекулација. Имаше слични информации за тоа дека некои не ги минале безбедносните сертификати на НАТО. Што зборува ова за една држава? То се поднесува до шпекулациите тогаш кога се појавија првите вести дека ќе оди. Јас не видов став на владата и на Министерството дека е шпекулација. Тоа зборува дека нешто се движело во тој правец. Второ, се уште никој не знае, јас не знам, затоа што тамо постои некаков затворен круг за околу, конкретно за ова прашање околу поранешниот министер за надворешни работи. Работете во тоа што не се дава негативен одговор. Негативен одговор може да се даде во 4 очи меѓу одредени највисоки функционери на двете земји. Инаку,
по правило што не е пишано во Виенската конвенција за дипломатски односи, имате испраќање на барање, на агреман и одговор. Одговорот секогаш треба да биде позитивен. Ако нема одговор, 30 дена или ако има 29-тиот ден или 30-тиот, може ке државата инсистира и останува и поминало и месец и пол. И инсистира. Тоа значи државата инсистира, другата држава не одговара. И нема да одговори. Тоа значи дека вие инсистирате, а таа држава уште повеќе ви кажува дека тој не е правиот човек. А ако ви одговори отприлике 29-тиот, 30-тиот ден, тоа значи со тешко срце го прифаќаме. Значи не постои случај кога некоја држава не прифаќа одредена личност да биде амбасадор. Имено, затоа што во акредитивите што ги подпишува претседателот на државата, вообичаено стои реченица до неговиот колега претседател на државата каде што ќе биде именуван, стојат многу убави, многу искрени зборови дека тоа е личност во која јас имам голема доверба и ве молам, можете што сакате со него да разговарате и да ми биде пренесено. Значи, сакам да кажам, до врвот доаѓа таа комуникација преку амбасадорот, преку првата личност во амбасадата. Господин Арстовски, Македонија е меѓу земјите во Европа кои досега добија најмал број на вакцини против COVID-19. Долги години сте во светот на дипломатијата. Дали ова, меѓу другото, е неуспех и на македонската дипломатија? Немам информација колку е македонската дипломатија искористена за оваа ситуација. Мене ми е сосема нејасно и дури ми звучи многу лошо дека едноставно како да не сме барале. Како да не сме барале. А веројатно има направени напори. Како е тоа правено, тоа е веќе... Значи во случајов можеше да помогне и македонската дипломатија? Апсолутно. Амбасадори се тие кои имаат блиски комуникации со министрите за здравство, со премиерите, одите со посебно писмо, со посебно испраќање од премиерот, од претседателот на државата, да се помогне во оваа ситуација, особено во земји каде што се произведуваат вакцините. Веќе знаевме дека Кина и Русија и се разбира САД, САД, доаѓаме повторно на првото прашање, кој ќе одеше во Стејт департментот да разговара таму? Дали македонската дипломатија стори се за да биде одбегната блокадата од Бугарија за почеток на преговорите со Европската Унија? Па морам да ви кажам дека тоа што го направи Бугарија и нашиот, би рекол, задоцнет и многу чуден одговор на сите тие работи дојде во една ситуација каде што ние да имавме, како повторно се враќаме на амбасадори и така натаму, кои на време ќе ги сондира и дали ги сондирале тогашните луѓе пред да започне оваа цела работа. Бурата не доаѓа во еден ден. Бурата доаѓа и метеоролозите или аналитичарите и во амбасадата низ постапките, низ одредени собитија што се случуваат во земјата на приемот каде што тие мора да ги следат одредените движења. И што се случи? Во Бугарија беше, додека кај нас се бруеше дека готово ние правиот состанок ќе биде меѓу владин со Европска Унија, датуми, саати, се, во Бугарија неколку месеци пред тоа парламентот ја донесе таа позната декларација. Кај нас резолуција, декларација не е важно, документ на собранието. Врз основа на тој документ веќе владата изготви меморандум кој им го подели на земјите на Европска Унија. Ние дознавме од дента кога почна тој да се дели. Сметате дека ќе биде решен спорот со Бугарија? Оптимизам ми дава, да речам, одредени сигнали што ги даваат не само земји на Европската Унија, него самиот Брисел, дека тие прашања треба да бидат, тие се билатерални и спаѓаат во билатералата и ќе се решаваат во рамките на комисијата. А ова требаше и тогаш да се одржи. Сега земјата даде вето. Чинам дека по втор пат не би можела да даде вето, би било премногу сериозно
и премногу би се истакнала таа незина, да речам, во овој период, тоа е нивни интерес бугарски, али манија е да ви докажа, да ви покажа дека вие го немате јазикот, дека е сега. Порано немаше, сега имама од 45-та година и не било идентитет, него било, а вчера еве ги гледаме тоа, дали е тоа во рамките на предизборната кампања, ја гледаме големата карта на Сан Стефано, што ние тоа го знаеме уште од моментот кога Бугарија пред години го оведе како национален празник. И не може таков национален празник, ќе го скокнете, нема да го честитате. А од овдека слушнав, разбрав дека била испратена честитка. Не може тоа така. Не може тоа така. Ние сме директно, како земја, повредени со тоа. Бугарските органи бараат малцинство во Албанија, во Поградец и во пограничните каде што имаме македонско малцинство, затоа што сметаат дека практично нивната Сан-Стефанска Бугарија граничи со тој регион. А кој не го разбра тоа, не може да ги свати и нивните настапи на дипломатијата бугарска со подароци, со делење државјанства, со не знам едно ветување за пасош и така натаму. Сето тоа се елементи кои ви ја даваат точно сликата за актуелната состојба меѓу двете земји, која не може така лесно да се реши. Бугарија настојува сите работи што нас што ние едноставно ги премолчуваме, да ги третира како напад новинарски или било кој коментар го третира како напад врз Бугарија, како напад врз политиката. Такви работи има во целиот свет, такви работи имаше и во Грција кога сум бил амбасадор, пишуваат новинари, а тоа не е став на државата, тоа не е став на владата да се даде, а овде имате изјави на актуелен министер за одбрана, актуелен министер за надворешни работи. Вие бевте прв амбасадор на Македонија во Грција. Како гледате на односите меѓу двете земји по потпишувањето на Преспанскиот договор? Видите, тоа прашање траеше со години. После сето тоа што стана или резултираше со потпишувањето на Преспанскиот спогодба или договор, се виде едно, да речем, отварање на Грција. Веднаш канцеларите за врски прерасна во амбасади, амбасадорите беа назначени првите тука, значи со полна сила, но да кажам дека Грција ќе продолжи по одредени прашања врзани за договорот да бара исполнување во одредени термини како што се тие стипулирани во него, 5 години, 3 години, имиња на државни институции и така натаму, употреба и сето тоа. Можеше ли македонската дипломатија да извлече поповолен резултат во спорот со Грција? Апсолутно. Тука сум убеден затоа што мислам дека се брзо се случуваш. А кога брзо се случува, тогаш и ако би рекол можеби пресилно и ако амбициозноста и мудроста не ни се на нашата страна, тогаш може да се направат, можеше подобро да се извлече во целата работа ако се оставеше малку повеќе простор за експерти, се проширеше малку тој тим што ако воопште се водени преговори, што не знам дали се водени. Јас знам кога јас сум водел преговори, а овде и знаеше цела Македонија. А овде не се знаеше никој ги води преговорите, ни каде се водат, ни што. Тоа беше се така во еден затворен круг со многу енигми. Меѓутоа, секој си ја носи својата одговорност и својот дел за едни работи кои оставаат понатаму длабок печат во историјата. Господин Арсовски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и вам. Почитувани го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.